Успешна завршница денеска имаше седмиот поред детски драмски фестивал на кој учество земаа ученици аматери од 8 општини од земјава. Но денеска само најдобрите добија пофалница и награда за постигнатиот успех. Изведбите на ученици од Велес, Виница, Радови, Шиберово, според овогодишната жири комисија, се вброја меѓу првите најдобри на свечената академија и ги примија наградите. Директорот, а воедно и организатор на фестивалот Коце Стојменов е задоволен од овогодишниот исход, креативноста и пројавениот интерес на учениците за учество на фестивалот. 6 награди доделивме на најдобрите, тешка задача најверојатно би била на жири комисија да се определи, сепак се тоа дечиња кои некои од нив за прв пат стапнуваат на сцена, на театарска сцена. Значи, оваа година 8 основни училишта беа присутни во Кочани. Да ги набравам сите општини, односно сите училишта што беа присутни, тоа се Кирил Печиновиќ Скопје, Блаже Коневски од Велес, Крсти Петков Мисирков од Радовиш, Синеси Стоилов од Зрновци, Страшо Пинџер од село Соколарци и општина Чешиново Блешево, Гоце Делчев од Виница, Дедоило Малешевски од Берово и Кирил и Методи од Македонска Каменица. Оваа година фестивалот помина во доста квалитетни изведба, значи нешто ново ни беше оваа година што имавме гости, учесници на фестивалот од оние општини што не беа стандардни, значи други општини имаме, а тоа се општина Велес и општина Скопје и општина Радовиш. Значи на некој начин веќе оние провично зацртани рамки на движење на нашиот фестивал, регионален беше фестивал, веќе го чувствуваме како и републички. Стојменов додаде дека за успешноста на фестивалот говори и податокот дека уште од сега интерес за учество пројавуваат и основни училишта од општините Охрид, Струга и Битола за следното издание на фестивалот, кое традиционално и следната година ќе се одржи во месец април. Инаку денеска, освен доделувањето на наградите, на завршната церемонија се одигра и представата Мачка во чизми, во изведба на членовите актери од Центарот за култура Бели Мугри, во режија на Кристина Атанасова.